Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски, денеска со почеток на првиот дел од предсезонските тестирања во Барселона. Конечно, светлина на денот виде и новиот болид на Red Bull, односно ние за прв пат имаме јасни, чисти фотографии и што да се каже, Адриан Њуи останува господар на аеродинамиката, навистина некои интересни, досега невидени интерпретации на правилата кај другите болиди и затоа ја сакаме Формула 1, бидејќи Формула 1 не е само типичен мотоспорт, туку Формула 1 е надпревар на концепти и на идеи, нешто што мене ми е најпривлечно во овој спорт и на вистина гледаме уште на оваа прва фотографија, овие две крила во В форма обележани, овде ги обележав со плав круг, како делуваат како еден сплитер, како еден раздвојник на тој воздушен тек. Гледаме колку агресивен има така наречен undercut или колку е тоа агресивно пакување навнатре кон шасијата на отворите за ладење. Гледаме еден интересен отвор за ладење со испакнат дел кој на коментарите на Facebook со пријателите кои го следат F1 фан клубот искоментиравме дека потсеќа на F-15 борбен авион од америчката ескадрила, така да се на се максимално излечен таа безбедносна структура што е задолжителна за во безбедносните мерки кај болидите во Формула 1 и е скулптура на еден начин направена во форма на самиот отвор за ладење и со тоа, меѓутоа ќе видите во другите фотографии, тој отвор за ладење почува малку повнатре од кај буквата О од овој бренд Oracle, кој што е на страничните отвори за ладење на Red Bull и новиот генерален спонзор. Еве го болидот и однапред го гледаме. Red Bull е вториот тим после Мекларен кој премина на пулрод предна суспензија, што не значи ништо особено од механички аспект, туку најповеќе се работи за аеродинамика, односно обезбедува почист пат до отворите за ладење. Претходно тимовите мака мачија со пулрод, бидејќи имавме 13-ични фелни, кој аголот на поставување на суспензијата беше многу покритичен него сега, бидејќи имаме поголема висина, имаме и поголем простор, па таа геометрија може подобро да се изведе. Исто така гледаме дека она што го видовме кај Ферари, кај Алфа Ромео, веќе кај сите тимови станува еден стандард, а тоа е едно старо решение на Ферари од пред некоја сезона која ФИА го забрани, а тоа е самиот држач на ретровизорот да биде инкомпониран со шасијата и на еден начин да функционира како едно мало крило. Гледаме дека сега веќе со овие правила веројатно е тоа е дозволено, чим сите тимови го имаат истото имплементирано. Гледаме исто така одлично пакување на задната суспензија, овој пат задната суспензија сега па обратно оди во пушрод, тоа што значи дека менувачот на моторот ќе биде малку повисоко поставен, ќе даде поголем простор за подобар воздушен тек кон дифузерот и кон задното крило, елементите кои се таму припратни. Така да, на вистина импресивно пакување од страна на Red Bull, барем вака на око, се надеваме дека и тоа ќе значи и брзина во круг. Конечно, една јасна слика од еден дифузер, би рекол, денеска веднаш рипнав да ги видам фотографиите на Red Bull и гледам еден прв дифузер од новата ера на Формула 1, тука, како што напоменав, предпоставувам дека ќе има најмногу промени во текот на сезоната, дека ова ќе биде еден од најголемите фронтови на битка помеѓу тимовите. Тие горе така наречени beam wings, ако се сеќавате на еден болид од Мекларен 2014 година, со една суспензија која нарекуваше како да има воздушни перничиња на незе. Штета што подготвувајќи се за ова видео не спремив фотографија да ви покажам на што мислам, меѓутоа на Facebook ќе постирам, ќе приложам и фотографија од тој момент. Така да овие суспензии гледам дека се доста слични кај многу тимови, ме потсеќаат на истото. Се на себе рекол едно импресивно пакување на Red Bull и мислам дека ќе бидеме сите пријатно изненадени од колку всушност овие сите болиди, не само овој Red Bull, ќе бидат брзи. Мислам дека дури на овие тестирања ќе се покажат дека се веќе побрзи од минатогодишните болиди, меѓутоа динамиката на возење ќе биде поинаква. Како и да е, кои се вашите импресии за овој нов болид на Red Bull кој е последен, конечно го дочека и светлото на денот од новите болиди, што мисле дали повторно Макс Верстапен ќе биде во борба за титула,
кои се вашите први впечатоци од утринава за првите тестови во Барселона. Сега ќе направиме видео како еден сублимат и за тестирањата. Се на се ви благодарам што го следите каналот Формула на македонски. Лайк, шер, субскрайб. Пратете ги вашите коментари, се читаме и се слушаме во некоја следна прилика. Поздрав!